Петко не дочака ниту сонцето да изгрее за да ја викне Лина и да ја се пофали. Беше пресреќен што тргнуваше во ново училиште и што ќе запознае нови другари. Лина му завидуваше што ќе оди во најдоброто училиште во градот, но и едва чекаше Петко да ја раскаже како му поминал првиот ден. Тој ги купи најубавите тетрадки и најшарениот прибор, ново палто и нови удобни патики. Тој знаеше дека се ќе биде совршено. Но за жал, возбудата на Петко брзо згасна. Тој доживеа нешто што нималку не го очекуваше. Наместо добри другарчиња, Петко запозна деца кои почна да го исмеваат веднаш што влезе во училницата. Едно од децата почна да ги исмева големите уши на Петко. Тој се свитка од срам и цел ден седеше како закован. Кога стигна дома, се обидуваше да ги скрие слозите, но толку му беше тешко што тие сами потекоа. Беше тажен бидејќи тој никогаш никого не повредил. Само сакаше да запознае нови другарчиња и да си помине убаво на училиште. Се плашеше од помислата што го чека следното утро, зашто знаеше дека повторно ќе биде метан и исмев. Затоа Петко реши да ги скрие ушите, надавајќи се дека децата нема да го задеваат. Се обиде да стави капа, но ушите му беа толку големи што ѕиркаа од под капата. Зеде самолеплива лента, се ги замота ушите и ги залепи за главата. Му олесна и се насмевна гледајќи се во огледалото. Беше убеден дека никој нема да му се смее. И така следниот ден, Петко со залепени уши тргна на училиште. Почна првиот час без никој ништо да му довикне. За момент почувствува огромна среќа и си помисли дека успеа и дека веќе никој нема да му се смее. Но одеднаш го крена погледот и го виде наставникот кој изгледаше вознемирено. Тој неколку пати го прозвал Петко, но бидејќи ушите на Петко му беа залепени, не си го чул името. Одеднаш избувна гласна смеа. Тажен и вознемирен, Петко влета во зградата без да крене глава. Тетка Душка го поздрави, но толку беше занесен што ниту ја чу, ниту ја виде. Тетка Душка зачудено ја праша Лина што му е на Петко. Лина се замисли што му се случува на Петко во новото училиште. Лина се обиде да го развесели, но немаше утеха за повредениот Петко. Дури ни омилените колачиња што му ги донесе не сакаше да ги јаде. Откако го ислуша, Лина му рече дека никој не е совршен и дека не треба да се менува за да го сакаат другите. Му објасни дека за неа тој е другар со искрени очи, убава насмевка и големо срце и дека треба секогаш да си остане свој. Лина му предложи да играат одбојка. Иако Петко не знаеше да игра одбојка, таа реши да го научи. Кога стигнаа на игралиштето, Петко се запрепасти, бидејќи таму беа неговите соученици. Тие веднаш почнаа да се смеат. Петко се сепна и лицето му поцрвена од срам. Лина застана во одбрана на Петко и ги предизвика децата да играат одбојка. Ако тие изгубат, ќе престана да ги исмеваат големите уши на Петко. Петко попусто се трудеше. Едноставно не можеше да дофати ниту една топка. Но одеднаш топката прелета над него. Тој го обтегна убото и ја удри толку силно што никој не можеше да ја одврати. Пресреќен Петко сфати дека иако неговите уши се големи, сепак се силни и може да игра со нив. Никој повеќе не можеше да ја фати топката. Петко ја водеше играта и на крај победи! Лина скокаше од радост, а неговите соученици му честитаа. Тие гордо заминаа од игралиштето. Петко научи дека навистина е најдобро да си свој.